На Сефедина му беше втор пат да доаѓа кај султанот, та не му беше тешко да го најде неговиот палат. Го најде и се пријави, но му кажаа дека стариот султан умре уште пред 2 месеца, а новиот отиде на боиштето. Затоа тој му го остави писмото на еден од везирите што ги бркаше царските работи, му кажаа дека луѓето што се спомнуваат во писмото му се предадени на мудурот во затворот. Кога ќе се врати султанот, таму да ги бараат. Со тоа тој се исполни својата задача и по 2 дена се ги собра семените и се врати во Пилеп. Бидејќи пак бунтовниците беа испратени лично до султанот по неговиот ферман од 26 сефер 973 година, тие мораа да ја прележат целата зима во Цариградскиот затвор и дури по враќањето на новиот султан требаше да излезат пред него. Везирот што го прими писмото дури и не го отвори, затоа што беше адресирано лично до самиот султан. Затвор како секој затвор, тако беше и Цариградскиот. Со нетрпение чека да ги изведат пред султанот, со надеж дека ќе ја разбистрат работата и ќе бидат ослободени. Султанот Селим II се откажа од понатамошната војна во Европа и се врати во пролета на 1566 година. Се врати со целата своја свита, меѓу која беше и неговиот велики везир Мехмед Паша Соколович. Но Селим не беше од типот на татко му, што сакаше се да држи во своји раце, па дури и вакви ситни работи, како што беше Мариотската буна. По таа причина се што требаше да излезе пред султанот, го решаваше великиот везир. Така дојде и писмото од Пилепскиот кадија до рацете на Соколович. Ете до рацете на овој паша дојде писмото од Пилепскиот кадија. Тој го отвори, го прочита и виде што е работата. Каде се овие луѓе што се спомнуваат во писмото? Го прашува Мехмед Паша везирот, што му го даде писмото. Во затворот, кусум одговори овој. Нареди да дојдат пред мене. Беше уште покуса наредбата. И навистина по 2 дена мудурот од затворот испрати 11 души во царскиот сарај. Ги втераја во една од големите чекалници и по кусо време влегува кај везирот. Мислејќи дека е тој султанот, уште од вратата пропаѓаа ничкум и ги удрија челата од подот. Правда и милост, честити царе, проговори мирно поп Димитрија по турски и ја исправи главата, да се загледа во везирот. По него ги покренаа главите и другите. Везирот стана од својот стол и им се приближи. Тој ги изреди со поглед сите и се задржа на една од жените. И како што беше спокоен, достоинствен, наеднаш се возбуди и вџаши. Од кое место сте вие? Пак праша. И се приближи на Анѓа. Мехмед подклекна на левата нога. Тој го знаеше христијанското име на Арслана, на ангелета. Го запамети неговото неколку патешествено раскажување за неговите домашни. Знаеше дека тој е од Мариово, Пилепската каза. Знаеше дека има поснат брат и сестра, близначе со него. Сето ова, а особено ликот на Анѓа, го замаја и просто извика. Анѓа, Анѓа се викаш ти, рече и ја фати за црните цулувци и ја исправи просто. Викни го Ферус Арслан Паша нека дојде, нареди Мехмед и почна одново да ја разгледува Анѓа, да се чуди и да ја врати главата. Гавазот излезе и по минута време влезе кај силниот везир Јаничар на 30 до 35 години. По облеката, личето, брадата и косата, по накитите на рацете, чустезите и турбанот на главата се гледаше дека е тој висок службеник во палатата на султанот. Веднаш по влегувањето тој одговори по каурски. Изволите, везир ефенди. Везирот го викна кај него, му рече да го симне турбанот и со голема возбуда му рече да застане до Анѓа. Откако ги изгледа двата лика неизмерично, му рече на Арслана на каурски. Погледај го ова лице, Арслане, и му ја покажа Анѓа. Арслан се загледа внимателно во Анѓа,
која ја држеше понаведна до главата, но очите го стрелаа. Тој не можеше да се воздржи од возбудата и просто зареа. Анѓо, ти си Анđо или твој дух? И застана како закопан на местото зорејќи се во жената. Анđe се осмели да го погледне својот силен турчин и просто си го виде својот собствен сурат во неговиот и веднаш се вџаши, па почна да мрда со устата, ширејќи ги раците за прекратка и вртејќи се кон него. Ангеле, брате, туку ли те донесоа? Му падна пред нозе, не сакајќи да прегрне турчин, макар што го позна брата си Ангелета. Везирот седна на својот стол и го повика поп Димитрија, најстариот меѓу служните, Васила, Петка и Анđа пред него да му ја кажат историјата за нивното праќање дури во Истанбул. Попот и Васил му раскажа од почеток до крај. Анđa ги дополни за зулумите од Пилепскиот кадија и со своето робство кај него. Се извистри работата дека таа област Мариово е личен султанов хас, дека Пилепскиот кадија навистина им правил зулуми на тие луѓе. Сето тоа му го исприкажа на нивниот каулски јазик, а везирот го разбра без никаков преведувач, та дури и сам зборуваше по каулски. Арслан ги потврдуваше зборовите за неговото пленување и ја гледаше сестра си Анđa која ги милуваше со своите црни очи. Откако го ислуша и се увери во нивните искрени прикажувања, везирот се обрна кон Арслана. Ќе наредиш да се напише ферман. Мариово останува и понатаму султанов хас, што ќе дава 100.000 аспри годишно, кои пари лично на султанот ќе му ги носи секоја година мариовскиот земски кмет, што ќе си го избира народот. А ти, заедно со овие твои мариовци, ќе одиш во Пилеп, ќе му го прочиташ ферманот на новиот кадија, што ќе го назначиш, а стариот Арслана ќе ми го донесиш лично мене овде. Да им се симнат прангите, ајде на работа и се здрави да се одите. Арслан со големо задоволство постапи по наредбите на везирот. Го приготви ферманот за мариовскиот хас, писмото за кадијата и по 5 дена тргнаа, та ги одведе своите мариовци по оној истиот пат по кој лани беа дотерани. Кладе нов кадија на Пилепскиот кадилак, но стариот не можеше да му го доведе на везирот, бидејќи овој, како и силниот Сулејман, беше се преселил кај големиот пророк уште зимата, кога затворениците лежеа во Цариградскиот затвор. Но затоа пак Арслан Паша ги собра со себе новите бегови на Мариово, Јунуса и Рифата, им ги скина повелбите што им ги даде скопскиот бег и патем за Цариград, ги суреди во воденските клисури и се отиде во Истанбул да се го заземе своето високо место покрај силниот велики везир Мехмед Паша Соколович. Вака го завршува својот роман Калеш Анđa, писателот Стале Попов, родом од селото Мелница Мариовско. Читајќи го овој роман на Стале Попов, решив да дојдам во битолскиот дел на Мариово, да го посетам родното село на Калеш Анđa, да го видам селото, да видам дали денеска живее ова село, дали ги има стотината без некоја којчи, како што пишува во романот на Стале Попов Калеш Анđa, да ја посетам родната којќа на оваа убава Мариовка, да го видам селото поодблизу што се вели, да се видам со неговите соселани, да кажат нешто повеќе за семејството на Калеш Анđa, за нејзиниот брат Ангеле, со еден збор да дознам нешто повеќе за историјата на ова село. Речено, сторено како што вели народот. Пред да тргнам на пат во овој дел на Мариово, во овој дел на Македонија, неколку мештани по потекло до овој крај, кои со нив одамна се познавам, ми дадоа совет по кањоните, планините, висорамнините и долините со кои е испресечено Мариово, за да дојдам до неговите села кои се распостилаат до 1000 метри надморска височина. Потребен ми е џип и тоа не од овие модерниве, туку од оние старите, руските, жилови или камази, ама и да си најдам возач по можност од овој крај, кој добро ја познава секоја педа земја. И си најдов и џип и возач од овој крај. За тоа голема благодарност до општинарите од Новаци, кои со задоволство прифатија да ми бидат мои водачи и домаќини во ова ново мое патешествие. Водич, а воедно и возач на рускиот џип по овој за мене доста непознат терен ми беше Ицо Секуловски, по потекло од Новаци, а заедно тргнавме по првата делница
која по предлог на мојот другар Ицо ја нарековме македонско рапешко старавинско мариовско џаде, право во Старавина. Навистина се радува кога со мојот водич господинот Ицо Секоловски, кога тргнавме во правец кон родното село на Калешанџа и на Арслан Паша, така му е турското име на Ангелета, братот близнак на Анđел Симеова, кој како дете е однесен во Отоманската империја, во познатиот данок во тоа време данок во крв, за да стане јаничар, а подоцна и трет човек по ранг на владение во Отоманската империја, по султанот Селим III и великиот везир на турскиот падишах Мехмед Паша Соколович во втората половина на 16 век. Ајде слушам, клето бретурче, Поречиси 2 часа возење од Новаци преку превоите на Селечка планина, по криволестиот 40 километарски пат кој се пробива низ Маковскиот, Рапешкиот Синор, по Синорот на кањонот Чебрен, по долината на Црна река, по патот кој преку Старавинскиот мост на само речиси 2 километри пред самиот влез во Синорот на селото Старавина, пред да дојдам во селото застанав на полјанката која се распостилаше пред Старавина, на околу 700 метри надморска височина, малку да одморам, што се вели, да видам кај сум, што сум, да го видам хоризонтот кој се распостилаше околу мене, да ја видам Старавина, да ја видам некогашната тврдина Пешта, додека се доближував со погледот со моите очи до ова прекрасна гледка. За миг ми се врати сликата опишена во романот Калешанџа за животот на селото Старавина во времето на Отоманскиот период и додека полека го посматра хоризонтот кој ме окружуваше во моите мисли, како на филмска лента ми доаѓаше описот на Стале Попов, на деството на Калешанџа, на незините весели игри, описот на ликот на незиното братче Ангеле, на моментот кога тоа утро за последен пат двајцата ја напуштаат Старавина, радувајќи се дека ќе одат на пазар во Прилеп да си купат нешто за Великден, но не помислувајќи дека тоа нивно одење на пазар во Прилеп ќе биде нивна последна заедничка средба и дека судбината ќе ги поврзе повторно да се видат дури откако ќе станат возрастни и да се препознаат дека се брат и сестра. Навистина од она што беше опишено во романот на Стале Попов, изменето беше само делумно асфалтираниот пат кој води до Старавина, а другото речиси се беше исто. Се личеше како некогаш и некогашните куќи, и плевни, и штали, и некогашните селски дворови, и некогашното средсело, и селските патци, и сокаци, ништо не е изменето. Само луѓето кои ги немаше, се разбира не само оние опишаните во романот на Стале Попов Калешанџа, туку селаните кои се до почетокот на втората половина на 20 век ги имаше овде околу 1000. Денес останаа околу 20 населани во подбината години, вратени во селото, за да го доодат својот животен пат, патот сличен по филмот Најдолгиот пат, по кој пат враќање во овоземскиот живот веќе нема. Но сепак, верувајте ми, на радоста боја и немаше крај, кога во Старавина го сретнав 90 годишниот дедо Петко Чурукот, живата легенда, која вели дека семејствата Чуруковци и Сирмевци се едно колено, еден род, еден сој и си го поставде муабетот на долго и на широко за историјатот на селото Старавина.
Се запознай, слушај каде Шанđо, слушај што тамбура свире, тамбурата свире, и да се потурчиш, кадан да застанеш на диван да седиш, жотици да врвиш. Слушава лекето турче, турски не разбира главата, а дава вера на менува. Ајде да ми кажи за Старавина, кај се наоѓа, како го добил името? Јас сум дедо Петко Чурукот, имам 89 години. Старавина го добил името во времето многу грозје, имало многу вино и старо вино имало со многу години и затоа Старавина се крстило. Кои му се комшиски села на селото Старавина? Да Старавина комшиски села е Будимирци, Грунишча, Золик и Будимирци, тие се 5 села. Колку е далеко од Битола? Од Битола далеко 48 километра. Колку куќи има село Старавина? Село Старавина беше 130 куќи, а сега во 5 куќи живеат само луѓе. Кој по еден, кој по двајца. Овдека полето на Старавина, што се раѓало порано? Порано све се раѓаше, пченица, рж, овес, пченка, компир. Од сите продукции највише се раѓаше и од тоа се одржава брашно, не се купуваш од надвор. Се и компир, се производеше, се од Битола купуваме. Овдека во ова село, кој му е летна слава на село во Старавина? На Старавина голема Богородица слава и Свети Никола. Имате ли во село црква? Имаме црква. Како му е името? Богородица. Богородица. Слушај, ваке, нај да ми кажеш како беше животот на времето за Велиден, за Божик, за Бадник, за, да речеме, за Спасоден, за Илинден. Кој ќе дојдат за Великден, за Богородица, овде сред селото пълно народ, ќе биде, ќе игра музики, свирки ќе свират, ама старите уште по старости тера, и се ќерка ми игра натане, сака дојде некој машко да се фати до ќерка ми, јас ќе подам со стапот, ќе го опна погреб, не сме до ќерка ми да се фаќа. Не го јас сите, општото така беше закона во старите. Во ова село родена е и Кале Шанđа. И Кале Шанđа родена е, да. Ај, кажи ми нешто што знаеш за незе. Па историјата за Кале Шанđа многу голема, многу богата е. Анđа родена во Старавина, во фамилијата Сирмеви. И денес уште 3 куќи се водат името го носа Сирмеви. Анđа имаше и брат, Анđеле се викаше, беа близнаци. Анđеле го фатија турците, го киднапира, беше јаничар. Од јаничар беше многу бистер, вери клеви, го дадоа на Сколија. Заврши Сколијата, која заврши се вработи во Цариград, главен судија. Анđа беше голем противник проти турците, се бореше на секаде. Дека некогаш во ова убаво село се живеело, зборуваат остатоците да некои грабадни камени градби расровани низ селото. Заедно со мојот водич господинот Ицо Секуловски прошетавме низ селото, да ги пронајдеме куќите, плевните, дворовите, сокаците, патцињата, да ги пронајдеме сараите на беговите кои овде според некои устни преданија ги имало неколку на број. Некои паднати џилини кои според моја проценка беа долги до 100 метри, а такви ги имаше неколку на број, според мене 6-7, според моја проценка можеби овие камени џилини во тоа време биле сараите на беговите. Додека се движевме по еден од многуте селски сокаци, одеднаш наидовме на една поголема ширина кон која се испреплетуваа неколку патчиња и сокачиња кои водеа кон сред селото. Додека се обидував кон секое патче или сокаче да се упатам, за да продолжам со моето овој пат и истражувачко патешествие, северно од мене, нарече си 100 метри, издогледав едно малечко куќаре, што туку преправено, реставрирано, што се вели во старински стил, и поител да појдам до него да го видам. Додека се движев кон него, во себе си велев, можеби оваа градба е таа што е опишена во романот Родната куќа на Кале Шанđа. Не можев да поверувам тоа што го видов.
Во вистинска смисла на зборот, куќата беше таа. Токму така како што беше опишена во романот Калеш Анѓа. Куќата беше иста, налик на сите куќи во овој дел на Маријово, изградена од камен, покриена со камени плочи, со камени надворешни скали, со тешка дрвена надворешна врата, со мали прозорчиња. Но кога се доближи поблизу за да дзирнам низ малите прозорчиња, навистина не можев да поверувам од тоа што го видов напишано на зидот на една малечка камена плоча на која пишуваше "Ова е родната куќа на Калеш Анѓа". Се радував навистина како да сум дете. Додека ја разгледував и додека со мојот фотоапарат правев фотографии за спомен, во мене како на филмска лента ми доаѓа сеќавањата не само на романот Крпен живот, туку и романите за Толе Паша, за Дилбер Стана, за Опасна печалба, Мариовскиот Панајџур, Шачир Војвода, Итар Пео, а Бога ми наизуст, како што вели народот, збор по збор, реченица по реченица, точно онака како што пишува Бариовецот, роден во Мариовското село Мелница, израснат во најголемото централно село во Мариовската област, Битолиште, романсиерот, раскажувач од Стале Попов, го говорев текстот за Анѓа Сирмева, хероинат од Македонија. На мојот престој во родното село Калеш Анѓа, Старавина, му се ближеше крајот. Морав да се заминам, не тоа што не сакав уште да останам и да и се воскитувам на убавината што природата му е дарила на ова село. Туку не можев да му одолеам на горостасниот македонски убавец кај Макчалан, на кањенот Чебрен, на Мариовската клисура, за да ви подготвам нови репортажи и за овој регион, кој под предлог на мојот водич за овој регион, господинот Ицо Секуловски, и на општината Новаци, ги нарековме Рапешко, Баквоско, Старавинско, Мариовско џаде, Француско џаде, Француски пат и на завојот на Црна, за да ви подготвам нови репортажи за Мариово. Na čardak da sediš.
Amen.